наследник на Ѓорги Иванов не ни треба уште еден кочничар кој јавно се заканува дека ќе ја повлече државата назад. Со помош на сите вас ја извадивме државата од темното минато, профункционираа институциите, се смиривме со соседите, со договорите со Бугарија и со Грција на европски начин, дадовме пример и за регионот и за светот. Низ компромис најдовме решение за отворените прашања. Се помиривме и дома. Ширум ги отворивме перспективите за НАТО и Европската Унија и целата меѓународна заедница ни честита за решителноста и мудроста со која ги донесовме овие правилни стратешки одлуки. Како резултат на тоа, почитувани пријатели, и економијата тргна нагоре. Бележиме рекорден износ на странски инвестиции, растат платите во сите сектори, а невработеноста се намалува. Сериозни чекори преземаме младите да останат тука, да работат, да се школуваат и тука да градат кариери и семејства. Како иден председател, немам намера да ги следам негативните искуства од минатото, туку само позитивните политики кои ќе ги носи ова или било која друга следна влада. Подготвен сум да бидам председател во вистинската смисла на зборот и затоа во мојата програма објавив 8 клучни проекти кои ќе започнат со реализација уште во првите 8 месеци од мојот мандат. Ги поддржувам политиките на владата и одлуките на парламентот што носат нови и добро платени работни места, нови директни домашни и странски инвестиции, социјална сигурност, грижа за ранливите групи во нашето општество и севкупен економски и социјален развој. Сето ова ќе се интензивира со членството во НАТО и со почетокот на преговорите со Европската Унија. Почитувани пријатели, имаме неповторлива можност како генерација да оставиме трајно наследство зад нас. Обезбедена и сигурна држава, партнер на демократскиот свет, рамноправен дел од најзначајните светски сојузи. Оние кои мислат дека без НАТО и Европската Унија можеме да ги решиме децениските проблеми со иселувањето, проблемите од социјално-економската сфера, дека може да обезбедиме сигурноста и стабилноста, се лаже себе си, не лаже нас, ги лаже собствените деца. Од осамостојувањето до денес, само еден е патот кон прогрес и тој пат води преку Европската Унија и НАТО.